Добре дојдовте на денешната подкаст епизода. Не знам веќе која поред. Денешен гостин на оваа подкаст епизода ни доаѓа господинот Милан Савов, предприемач кој ни доаѓа од Струмица. Секако дека ќе се представи. Милан е еден од учесниците на Мастермајнд програмот кој што забележа одлични резултати, можам слободно да кажам дека посветен и успешен предприемач. Секако сопруг и татко и ќе ни каже и он неколку детали. Па да не должам премногу, Милан повели, можеш ли да се представиш? И благодарам најпрво за поканата, Александар. И фали за представувањето, искрено, може би и по-добро ме представи, отколку и јас самиот ќе се представам. Јас сум Милан Савов од Струмица, сопруг и татко и собственик на SmartLink. Нашата компанија им помага на бизнисите да допрат до купувачи кои што се спремни да го купат нивниот производ и веќе за тоа пребаруваат на Google. А со тоа нели се зголемува и нивната продажба и се тоа го правиме преку изработка на веб страници кои се спремни да се појавуваат во првите резултати. За подобро да ме сватите, би можел да ви дадам само еден мал пример. Замисли дека влегуваш во City Mall и сакаш да купиш некои, например, фармерки. И ако почнеш да бараш на сите дукини, може да изгубиш баш цел ден, бидејќи ги има многу. Па нашата цел тие тој бутик што би не бил наш клиент да се издвои од цела таа група и купувачите да ги донесеме баш прво кај него. Одлична метафора, благодарам Милан. Инаку, поентата на оваа подкаст епизода која што ја снимаме, сакам да фатиме неколку точки. Едното е да ги охрабриме луѓето кои што се клацкаат дали да започнат собствен бизнис или не. И тука планирам да ти поставам неколку прашања, чисто да видиме како е твојот пат, дали леташе како ракета или имаше некои премрежија, како најчесто што се случува. Од друга страна, сакам да ги охрабрам моменталните предприемачи да направат еден поинаков поглед кон нивниот бизнис, сериозноста и можностите секако. Па би те запрашал колку спомена нели трговски центар, спомена вебсайт, спомена SEO како стратегија и останато. Колку сметаш дека уствари успешноста, квалитетот на вебсајтот е значаен за сето ова како подлога, како основа да кажам за понатамошното делување? Јас лично мислам дека секој бизнис кој што е сериозен и има аспирации да расте и да скалира, мора да посвети добро внимание и на самата изработка, но потоа и на маркетингот на самиот вебсајт. Конкретно во последните неколку месеци разговарам со луѓе кои што имаат правено вебсајт само ради формата да се каже дека имам вебсајт и потоа може и втори, трет пат истата грешка да направат и веќе се соочуваат со предизвици како понатаму. Бидејќи самите страници не се спремни на начин на кој што тие очекувале дека ќе им ги донесат бенефитите. Затоа мислам дека уште пред да почнеш да правиш вебсајт, треба добро да испланираш зошто ќе ти биде наменет тој вебсајт. Дали ќе таргетираш купувачи во Македонија, во странство, како ќе ги презентираш твоите услуги, кој ќе биде тој повик на акција кој што сакаш да го направиш, дали ќе биде да ти пратат мејл, дали да ти закажат состанок. Значи се тоа добро се планира пред самата изработка, што мислам дека овде е голем пропуст кај повеќето бизниси кои што прават само колку ради форма да имат вебсајт. И така. И знамо и од твое искуство, претпоставувам дека и другите луѓе истото, мислам се повторува, тоа е дека ќе изработиме вебсајт, да кажеме нели денеска знаеме дека постојат апликации, готови темплејти и мислиме дека е сосема доволно нели да ни помогне да кажем во растот на продажбата или потенцијалните клиенти кои што треба да ни ги донесе. Од друга страна, како што кажа, нели правиш самиот, па гледаш дека имаш недостатоци, па побаруваш помош, ангажираш некој човек, па тој прави по еден принцип, па гледаш по некој време пак не ти несе резултати, па повторно пак. Нели малку чудно да правиме ист начин на размислување, истите акции ги креираме и повторно само трошиме пари и време, нели, а не сме го решиле проблемот. Кој е тој тогаш правилен начин? Како вие го дефинирате? Кои се чекорите што би ти требале да ги знаеш како би му испорачал буквално производ кој што ќе му ги реши проблемите? Да, да се надоврзам само ако добро те разбрав на почетокот, спомна за луѓе кои што користат темплејти и побрз начин на пуштање на сајтот и тоа е окей. За бизниси кои што само што започнуваат, не сакаат премногу да се вложат од старт, им треба некој брз старт, нешто да почнат да креираат, да се покажат во јавноста
и то е окей. Но веќе кога доаѓа ред за сериозен вебсайт, да се представиш пред клиенти, да донесеш нова база на клиенти, нашиот процес започнува со најпрво анализа што сакаме да прикажеме на нашиот вебсайт, како ќе ги презентираме нашите услуги, да видиме што прават и конкурентите, како тие ги презентираат нивните услуги, па бараме некоја средина како да се тоа го искористиме како предност за услугите на нашите клиенти, подобро да се презентираат отколку на нивните конкуренти. Откако се овој план би бил готов, започнуваме со техничка изработка на самиот вебсайт, по кој што повторно следиме чекори, бидејќи не е исто да користиш некој готов темплейт и да го прикачиш за 5 минути, што ќе ти заврши работа за почеток, но го припремаме самиот вебсайт за да потоа тој биде спремен да ти донесе видливост на Google кога некој пребарува и да привлече што повеќе луѓе да кликнат на твојот продукт или производ, што и да продаш или услуга. Да, и колку е тука важно, например, кога вам ви е јасно, колку му е јасно дефинирано на вашиот клиент, кои се негови купувачи, кои се негови потенцијални клиенти, да кажам, колку е важно тој идеален клиент и колку вам ви помага во вашето работење, но и колку е важно истото за вашите клиенти. Јас прво би сакал од лично искуство да споделам како кај нас тоа се рефлектираше откако ние дефиниравме идеален клиент, ќе ви кажем и како кај наши клиенти кои што немаат, како се ствара како вакуум или тежина за да продолжиме со некаква стратегија. Значи ние во самите почетоци работевме многу во ширина, буквално кој сака вебсайт, прифаќавме да направиме, кој сака SEO, окей, стратегија, се што следуваше. Но тоа не однесе да ние не успееме да се специализираме баш во неколку сегменти или да дишеме поблиску со клиентите со кои што најмногу можеме да им помогнеме. Ќе завршиме работа, ќе креираме вебсайт или SEO и можеби ќе донеси супер резултати, но кај нас ствараше како тежина за да ја видиме нашата организација на некое друго ниво, како да го формираме идниот тим кој што треба да го градиме таа организацијска структура, како нашата понуда како да комуницираме на каналите. Значи не ствараше тежина како ние да ја искомуницираме нашата услуга. Истото тоа се случува и со нашите клиенти. Луѓето кои што знаат кон кого комуницираат, знаат каква содржина треба да пласираат, што ќе биде привлечна за нивните купувачи, е многу лесно да се осмисли цела стратегија, бидејќи јасно знаеме кого таргетираме и кој треба да дојде на тој сајт. Не секогаш нели квантитетот е окей, бидејќи може да дојдат 1.000.000 посетители, а никој да не купи, а може да дојдат 10 луѓе кои што ќе купат услуга од 10.000 евра. Значи затоа многу е важно да и они имат јасност кон кого сакаат да продаваат, каква е нивната понуда и како ќе се позиционираат. Ако добро те разбрав, само една паралела да направиме, тоа би значило дека вам не ви е проблем да им донесете сообраќај на сајтот, туку не е се исто дали ќе им донесете токму онакви какви што им треба или ќе им донесете во ширина, што од друга страна подоцна за оние луѓе кои што се бават со аналитика и сакаат да се играат со бројки, можат да ги наведат во сосема некои други заклучоци. А тоа е на пример, нели, си имал 10 посети на ден, сега имаш 1010 и викаш да, ама чекај, продажбава пак не е идентична, нели? Еве направивме SEO, еве вложивме во сајт, вложивме во SEO, вложивме во маркетинг агенција, се останато, еве ги посетите, од 10 стана 1010. Дали може би тоа значи дека ми е скап производот, дали може би дизајнот не е добар, дали може би нема клиенти, може би сме пред генерацијата, дали може сето ова да не наведе во некои грешни заклучоци. Што викаме, нели, бараме проблем кај што не постои. Дефинитивно баш така се случува кај многу луѓе и обично има и клиенти кои што доаѓаат кај нас покрај тоа што имаат многу посети и не им конвертираат, тоа е како еден проблем. Се случува да имат нели и стагнација во посети и пат, тука веќе имаме друг проблем за решавање, но интересно е што го бараат SEO како услуга само за валидација на нивниот производ. Например, они може да прават продажба со некој и после таа продажба клиентот да почне да пребарува за нив, да види колку се тие релевантни. Значи да го валидира нивниот продукт, нивната услуга, па да види за кој се имат работено, тестимонијали и така натаму.
Значи, и тук е важно, кога пребарва, пак да ги найде. Бидейки, ако не ги найде нив, може да им пропадне продажбата. Ова ни се случи со софтверска агенција која што работат и за мобилни апликации, и за големи продукти и производи. Значи, вика, нашите клиенти не доаѓаат кај нас преку Google да купат услуга, но откако ќе заврши прва фаза на продажен разговор, не пребаруваат за да видат кои сме ние, потоа да ги валидираат. Фактички, да, доаѓаме до психолошкиот момент кај што на човек, ако нема доверба, ако не познава доволно, ако нема сигурност во нашиот бренд, фактички они пребаруваат подоцна за да видат кои сме ние всушност, дали сме вистинското решение. Фантастично. Милан, има многу интересно едно прашање. Биди слободен, одговори го или не. Многу ми е интересно. Да. Знаеш дека секогаш имаме најчесто, мислам, луѓето одат во две крајности, така? Па викаме богат сиромав, ден ноќ, топло ладно, некако немаме нешто помеѓу и така и во бизнисот. Зошто некој ден денеска, агенции, програмери, фронт-енд, бек-енд, не ги разбирам толку термините. Зошто се уште има луѓе кои што се мачат, нели, работаат за мизерни, за мали пари, да кажем, за вебсайт, имаат предизвици со клиентите, ниту они се задоволни, ниту тие се задоволни. Од друга страна, вие сте агенција која што работите, знам, за светски проекти, работите со странски компании, работите на големи проекти, знаете да се наплатите вашата услуга, имате добро позиционирање, добра цена, луѓето не се жалат, плаќаат за вашата услуга. Како може едните да имаат постојано предизвик и да работат за сајт за 200-300 евра, и вие да имате светски клиенти кои што едноставно се подготвени да ја платат вашата услуга? Како помогни ми едноставно? Според мене, мислам дека првата блокада е во самите нас и во мајндсет. Значи, колку ние се вреднуваме, мислам дека колку ти сам се цениш себе, толку и може да понудиш на другата страна некаква помош и да му помогнеш и тој да се искачи на следно ниво. Второто нешто, мислам дека пак се верувањата и луѓето околу нас кои што имат некаков лимит за, например, цена за вебсайт, ако е 200 евра, ти ја наметнуваат, ти во тоа почнеш да веруваш и некако не си даваш ни прилика да пробаш за дека може би вреди повеќе, можеш да дадеш нешто повеќе. И доколку успееш да си го расчистиш кај самиот себе, дека ти даваш вредност, мислам дека потоа се е полесно. Не знам дали доволно добро. Да, одлично. Повторно доаѓаме, значи, само до мајндсетот по претпоставка дека имаме добар производ, нели? И дека сме компетентни да го направиме. Че не зборуваме за наивност, не знам ништо, или еве сега јас ќе правам вебсајтови и продавам, не знам, на светски компании. Јас не знам ни да разговарам на речник нивни, нити знам кои се нивните потреби, автоматски не сум невидлив, нели, за нив. Да, клучни работи мислам дека се верба во самиот себе да имаш, дека испорачуваш нешто добро кое што им помага на бизнисите, верба во тимот дека ќе направи квалитетна работа и верба во самиот продукт. И сега имам интересно прашање. Да предпоставиме јас сум ваш клиент и немам дефинирано се уште кој е мој идеален клиент. Ова го зборувам од лично искуство, бидејќи често пати го истакнувам истото, и дека често пати луѓето кои што имаат компетенции во ширина заради нивното искуство, претходно образование, нели, и ние се чувствуваме компетентни дека можеме на секому да му помогнеме. Буквално кога работев консалтинг, работев на повеќе од 67 различни компании директно како консултант, да не зборам за обуки, тренинзи, тимбилдинзи и чудо што, нели, на некој начин самото присуство во тие компании, самото поглед во нивната структура, во начинот на водење на бизнис и се останато, нели, јас се чувствувам компетентен, буквално кој бизнис и да ми дојде, едноставно дека можам да му помогнам. Но што сватив подоцна? Дека можеби за офлайн бизнис можеш да водиш таков начин, бидејќи се базира повеќе на препораки и на останато, нели? Од друга страна, кога работиме на онлайн, ние не можеме да пишеме на вебсајтот дека работиме се и се што и дека сме за секого, автоматски сме за никого, нели? Проблем ни прави кога го градиме нашиот тим, нели? Дали ќе ги насочиме, фокусираме силите само на едно место, па цел тим има експертиза за истото, или работиме сите во ширина и на крајот постојано сме во недостиг на луѓе. Колку е важно и колку би ме прифатиле вие како клиент, доколку ви дојдам, например, нели, ја прифатам цената, ги прифатам условите, а немам јасно дефинирано идеален клиент, немам идеална понуда, немам овие основни чекори. Што би правеле со мене? Би ме прифатиле или имате некаков друг терк на работа?
Вака, значи, ние преферираме да работиме со компании кои што веќе имаат некаков маркетинг воспоставено, имаат маркетинг стратегија, маркетинг директор и да се надополниме како дел од нивниот тим. Тоа е едно нешто. А доколку клиентот сака да работи со нас, а ги нема сите овие работи, најпрво би искомуницирале дали ќе се нафати да ги средиме сите овие работи, за да после ние му помогнеме се тоа да го изгради. Бидејќи SEO како услуга, обично не е добра за бизнис кој што само што почнува и нема се ова дефинирано, бидејќи ќе треба да вложиме многу време и пари, се додека да се постигнат некакви резултати. Додека кај компании кои што имат маркетинг, веќе кај нив има обрт, значи има купувачи, тестирано има што работи, што не во платениот маркетинг и сега се тоа сакат да го израснат органски преку Google. Добро, еве тогаш се наметнува уште едно прашање. Тогаш кој е според тебе правиот начин, нели, нашиот бизнис да го представиме онлайн и подоцна да одиме и кон SEO? Кој е тој здрав начин кој што би требале да го направиме? На што би требале да внимаваме? Што еве твоја препорака? Здравиот начин, мислам дека најпрво започнува од добра подготовка на самиот вебсайт, и технички и со содржина и да знаеме за кого постоиме, кои се наши производи, како ќе ги презентираме нив, кои не се купувачите, па потоа да се постави стратегија која што долгорочно ќе ни донесе резултат. Тоа зависи од самиот бизнис каква е и неговата стратегија. Ако тој од самиот старт, сме имали случаи од самиот старт да сака со SEO, бидејќи го гледа тоа долгорочно, но паралелно си ги води и другите маркетинг кампањи, не се ослонува само на едно нешто. Бидејќи ако е само тука, ќе му треба време додека да почне да заработува од тоа и може да не го издржи финансиски, ќе му биде притисок. Но доколку го гледа долгорочно и прави и други работи во позадина кои што му носат промет и приход, тогаш да, се зависи најмногу од стратегијата на бизнисот. Што се однесува до вашата стратегија, колку сметате вие за вас, конкретно за вашиот бизнис, како и дека за вашите клиенти, оти се надоврзуваме едно со друго во секој случај, колку мислиш дека е важно да имаме јасна стратегија, да знаеме, нели, каде ја движиме нашата компанија, дали е добро да имаме стратегија или преферираш, да кажам, нели, чекор по чекор откривање што е тоа што би ни требало? Како функционирате вие? Мислам дека без стратегија само би лутале. Можеби ќе се случува нешто, но не е тоа и ќе се изгуби жар, ќе се изгуби мотивација. Кога имаш стратегија и знаеш кон што одиш, ти е многу јасно кои чекори треба да ги поминеш до таму, кој е патот. И потоа само да си ги разделиш работите на периоди, година, две или по квартали, како и да е. Откако ние дефиниравме наша стратегија, таа голема слика, како сакаме нашата компанија да изгледа во иднина, ни стана многу јасен патот што се треба да направиме за да стигнеме до таму. И сега работиме на приоритети до крај на година и веќе на еден начин имаме поставено дел од приоритетите и за следната, што по секој квартал сакаме да постигнеме. Одлично. Ти си предприемач, од една страна имаш фантастично познавање, експерт си во областа, значи не си некој инвеститор во делот на IT индустријата, да кажеме, туку имаш собствен бизнис, а од друга страна имаш и лично искуство. Ова е чекор кај што најчесто приметувам дека некогаш она наше знаење, она наше искуство кое што го имаме, доаѓа период и доаѓа момент каде што едноставно ни смета. Често, нели, кога велиме дека предприемачите често се во оператива, често завршуваат оперативни задачи, токму ова е моментот оти јас ако не сум компетентен, ако не го знаем бизнисот, нели, тогаш не би бил во оператива. И се повеќе и повеќе ги гледам луѓето како го прават основниот чекор и немаат време нити да изготват стратегија, ниту да дефинираат идеален клиент, ниту идеална понуда. Ќе ангажираат агенција, па после има илјади прашања неразјаснети, па мора да се враќаат назад, па грешни заклучоци. И се тоа останато, нели, води кон бунило на некој начин, да кажем. Колку вам ви помага тоа што и дали имате ваша јасна организацијска структура, колку е тоа важно, како доаѓате до луѓе, нели, јас ќе направам стратегија дека ми треба едно или друго, една позиција, како да ја водам фирмата,
И после доаѓаме до вториот момент, нели, супер, а како да најдам луѓе сега за таму, нели? Па во Македонија нема луѓе за вработување, младите видеа напуштаат државата, готов кадар не постои, оние паметните, умните веќе негде работаат и имаме постојано изговори. Како е твоето гледиште на оваа точка? Мислам дека имаше повеќе прашања, сега ќе се обидам само да ги развам. Значи на почетокот околу бариерата за моето лично искуство техничко и потоа како предприемач. Искрено ми беше много тешко и тоа може би добри 2-3 години бев не вклучен во оператива, ама секој сакав да имам контрола над тоа што излегува од кај нас, да го прегледам буквално до сите детали, да дадам фидбек на тимот како и ако супер се завршува, ама сепак нешто пак ме влечеше да тоа го направам. И веќе тоа ми е целосно расчистено, целосно доверувам во самиот тим. Со тоа ми се ослободи време да посветам и да размислам за организацијската структура, која што веќе знаеме како ќе изгледа, кои се тие улоги кои што треба да ги имаме во нашиот тим и ги имаме и кои треба да ги пополнуваме во иднина. И тоа ни ја дава уствари јасноста како да го градиме компанијата понатаму. Одлично. Значи пред се едно можеме во првиот дел да заклучиме, а тоа е дека колку имаме јаснотија во нашиот ум, колку имаме јасни прецизни одговори на неколку основни прашања, како за кого постоиме, што е тоа што треба да јасно да го комуницираме, кои се условите под кои прифаќаме, не прифаќаме, односно селектираме клиенти, колку имаме јасно каде го движиме нашиот брод кој што се вика фирма и колку имаме јасни одговори, на некој начин станува предвидлива играта, оти нели луѓето се пред нас, клиентите се пред нас, но едноставно ако немаме нели јасни одговори, фактички не ги ни забележуваме дека ни се потребни. И сега ми се јавува едно друго интересно прашање. Ова е сегашната ситуација, работите за светски брендови, вашиот тим постојано се зголемува, се повеќе и повеќе, растете и како фирма и сето тоа ми е супер. Но како дојдовте до овде? Како воопшто дојде до идејата Smart Click? Кој беше Милан пред Smart Click и тоа? Да. Јас лично, како што спомна и претходно, значи јас работев како веб девелопер во една компанија во Струмица. Па потоа имав период каде што работев фриленсер. Баш програмирав за други компании и тука уствари собрав јас најмногу искуство и технички, но и со контакти, бидејќи како што изработував веб страни, добивав многу препораки и се зголемуваше тој обем на работа кој што јас лично не можев да го издржам. Баш тука првично и се роди идејата како да создадам тим кој што ќе ми помогне да ги обслужиме сите тие клиенти кои што нас не бараат. Од друга страна се појави Бранко, кој што ми е партнер во бизнисот. Тој работеше со Search Engine Optimization за исто така за странски клиенти. Па увидовме дека најчесто страните кои што ги правиме не се баш добро оптимизирани за да привлечат купувачи, бидејќи јас како веб девелопер, како програмер, не мислев на сајтот дека треба да му прави многу пари на клиентот, само да изработам технички добар сајт и да му го предадам и тоа е тоа. Колку добра, да. Од друга страна пак кај него се појавуваше момент каде што тој треба да работи стратегија за да им донесе купувачи, а не може да изведе тоа бидејќи сајтот не е подготвен. И така уствари ние почнавме заедно, најпрво нели јас и тој и луѓето кои што на почетокот беа со нас, сите вклучени во оператива и немавме ни време да размислиме за нешто повеќе. Сакавме само да постигнеме добри резултати. И потоа започна се така да се склопува, па ни требаше доста време додека да сватиме дека ако сакаме да градиме бизнис, не треба да сме ние тие што директно ќе бидат вклучени во самата работа. Овде забележав еден многу интересен момент, па би сакал чисто да го прокоментираме. Велиш во еден момент кога јас веќе не можев да постигнам и почна да се шири тимот. Ова беше едниот момент. Вториот момент велиш, јас добро си ја работев работата, но требаше да носи и пари на клиентите и се, како да нешто недостасуваше. Што мислиш, колку е овде таа тенка професионалност
колку ние сме фокусирани на добрината на нашиот производ, во смисла на квалитет, во смисла на услуга, и колку е важно да размислуваме од другата страна, дека сепак нели нашиот производ треба да донесе некоја друга корист на нашиот клиент. Колку мислиш дека ова е замка на денешните предприемачи? Многу е, мислам дека тоа е голем клуч кој што ако претходно можеби јас сум размислувал на предприемнички начин кога сум ги работел со страните, уште поодамна би имал можеби и поголем ефект врз тие клиенти кои што сум им креирал сајт, без разлика колку е добар или не. Тогаш сум бил многу ограничен да размислувам само технички, да го изработам продуктот, да им го дадам и тука заврши уствари мојата работа, но во тој момент, тоа е сега пред 7-8 години, не сум размислувал дека ако им дадам плюс уште некоја насока или идеја, да може би тоа им помогне за тие да си ги постигнат нивните цели побрзо. Така. И доколку сме постојано во оператива, доколку постојано сме фокусирани на гасење пожари, можеме ли ово да го забележиме? Нема шанси. Нема шанси. Добро. Нема шанси. И подоцна доаѓа спојот со Бранко, каде што велиме дека Бранко е супер експерт нели во SEO и правите спој и денеска имате комплементарен, односно комплетен производ, така? Да. Океј. Кои се вашите планови за иднина? Планови имаме многу. Тешко прашање. Не е тешко, ќе ти нафрлам што се сакаме да постигнеме во таа идеална слика. Значи сакаме, сите се жалат на тоа дека нема кадар. Наша идеја е да во иднина да си имаме собствена академија каде што луѓето кои што ќе поминат низ неа ќе ги изучат нашите принципи на работа, не класично како се прави вебсайт или како SEO се постава стратегија, туку како ние тоа го правиме, за кај нас полесно се вклопат. Секако, секој што би поминал ќе може и да си го користи тоа во иднина, но тоа не е како некоја долгорочна визија. Тоа е околу работењето. Сакаме да на што повеќе SaaS бизниси да им помогнеме да ги остварат нивните цели, бидејќи веќе тука се фокусираме многу, а во некоја догледна иднина и да бидеме како акселератор за нивните идеи, да ги поддржиме и со ноу-хау и финансиски. Тие ни се такат некои две големи водилки кои што се надавам дека ќе ги исполниме. Апсолутно. И имаме една интересна прашање надвор од темата, сепак има блиски точки, и пред се сме луѓе, играме различни улоги. Знам дека си сопруг, знам дека си родител. Знам дека во поново време си родител на квадрат. Како наоѓаш време и за тим, и за програмирање, и за контрола, и за стратегии, и за разговори, и за чуда се во бизнисот, и при тоа и тренинзи, и фитнес, и различни улоги. Како сето тоа наоѓаш време и енергија? Последниот месец искрено ми е предизвик, бидејќи сме ептен пресни со новиот член. Инаку преку викендите најчесто користам време за планирање на неделата унапред. Само ево и планерот што е цело време со мене. Си ја планирам цела недела унапред и најчесто секое утро си поставам некој главен приоритет кој што треба да го извршам во текот на денот, и ако тоа го завршам ми е растаретено, немам никакво чувство на вина дека нешто не сум постигнал. Обично практикувам состаноците да ги организирам во 2 дена, најчесто вторник и четврток. Веќе кога има некој ептен хитен случај, правам исклучоци, но овие 2 дена ми се за состаноци. Ноќта пред да легнам си правам како рефлексија на денот. Што се случило, што беше добро, што лошо, како можеме тие работи да ги подобриме, и си поставам прашања за да го најдам решението на нешто што не се случило, за да биде подобро. Тие ми се неколку клучни работи кои што ги правам во текот на еден ден за да одржам баланс измеѓу се, инаку би било многу тешко. Значи ништо не се случува случајно, туку има и добро планирање и организација. Не, и исто и за тоа ми требаше време додека да се навикнам, а сега без да испланирам или ептен ако имам некој предизвик во текот на сабота и недела да не можем да испланирам, и ми представува како терет, бидејќи потоа може самата недела да тече неконтролирано, а не сум таков човек што не сакам да мислам, сакам да имам контролата како ми поминува времето.
Рече вторник, рече четврток. А што се случува со среда, понеделник и петок? Аз във всеки ден имам блокове за Аха. всеки сегмент от бизнеса. Значи, може би понеделник да го посветам на маркетинг, вторник на продажба, на луѓе, на системи. Среда имаме мастермайнд, кој ще ми е посветен за това и за стратегия и размислување. И така ми се поделени сите денови најчесто. Значи, ако добро те сватим, ако добро го испланираме и одморот, и дружењето, и приватниот живот, и се останато, буквално и погледнеме и на нашиот приватен живот како на начин идентичен како што го планираме и бизнисот, нема причина зашто да не можеме да постигнеме на сето тоа. Ако би било Да. тако краток заклучок. Да. Милан, мислам дека допревме доста многу теми и само имам уште едно последно прашање кое што би сакал да ти го поставам. Ако денес некој те праша, а се наоѓа на почетокот во твојот тип на бизнес, кој совет би му го дал? Кои се најдобрите чекори? На што да внимава, на што да не внимава? Интересно На прашање. еден пријателски совет. Па сигурно предпоставам дека и ќе има луѓе кои што Да. Милан пред 10 години Значи, ќе гледа во таа фаза. доколку е техничар кој што преминува во предприемништво, би го советувал се што прави само да го пренесе на хартија за идните вработени, идниот тим, за да почне тоа негово искуство и после да го градат сами. Друго нешто би препорачал доколку е во можност од прв ден ментор. И аз лично да се вратам повторно, значи не би правил никаков компромис околу тоа, бидејќи аз не знаев што е бизнис, се додека не почнав да се сочувам со доста од проблемите кои што сега со менторство на тебе и на групата кој што имам ми е многу полесно бидејќи дискутираме за бизнис ситуации. Друго нешто е уште од сам старт да се вклучи во организации, да си гради мрежа на контакти и да се окружува со луѓе кои што се бават со тоа. Бидејќи ретко имаш можност да разговараш со некого на овие теми. И уште нешто, и во моменти кога си со најмногу работа, никогаш да не запоставиш маркетинг и продажба, бидејќи ќе дојде момент кога нема да ги имаш тој обем на работа и ќе ти се створи притисок, па ако цело време си негуваш да си присутен, да имаш продажба, да си во контакт со клиенти, да го одржуваш тој циклус на контакти, на повици. Тие се неколку клучни работи што би ги издвоил. Фантастичен препораки. Кажи ми, кога спомена работа со ментор, група, среда, мастермайнд, што тебе, да кажем, кога би издвоил? Знаеме дека имаме кратки видео тренинзи нели на платформата, имаме средбите во среда, имаме месечни тренинзи во живо и група и останато. Што би, кога би издвоил, да кажем, нели, што највеќе, од кој сегмент добиваш најголема вредност? И аз лично од работилницата што е во живо секој месец. Таму тоа би го издвоил како најклучно, но е како шлак на торта на се друго, бидејќи ако другото во позадина не се случува, ги немаме тие припреми вежби, кои што сите сами ги одговараме и сами си пронаоѓаме одговори кои што се во нас, но не се излегле на површина и потоа само ги дискутираме на секој тренинг во среда, кој што е на Zoom, но на крај кога се тоа го сумираме на едно место, се добива, мислам, најголемиот бенефит од се. А колку ти значи мислењето на останатите учесници, да кажам, нивното искуство или разговори? Колку има влијание? Искрено многу и многу ги почитувам сите што се дел од групата и што искрено дават фидбек и дават мислење за некои работи, бидејќи најчесто ние самите имаме некои слепи точки кои што не ги гледаме, а другите од страна тоа го приметуваат. И луѓето околу нас не би имале храброст да ни ги кажат, сметајки дека можеби ние би се повредиле. Доколку со ваква група сме отворени и знаеме дека секој коментар е за наша корист, не е за нешто да не нас умаловажи или повреди. Одлично. Милан,
Ти благодарам за денешното учествување. Верувам дека дадовме големи вредности на луѓето. Ако јас бев од другата страна, сигурен сум дека ова видео ќе го слушав со лист и пенкало и ќе ги запишував сите твои препораки. Ти даде денеска, ако луѓето знаат да слушаат меѓу редови, даде фантастични препораки и видувања како треба да се води бизнис. Често пати кога зборувам со некои мои пријатели или другари, кога гледаат некој подкаст епизода или кога читаат некоја книга, секогаш имаат чувство и сакам само да го демантирам сето ова. И често пати ми велат дека имаат некој чувство, да, знаеш, ама има нешто што не кажуваат, има нешто што кријат, има нешто што не. Бидејќи и јас и ти веќе сме креатори на сето ова што го зборуваме, знаеме дека оној кој што е успешен, оној кој што е потврден, дава од се срце и споделува информации како што ти денес даде и како доволно добри информации. Сега на нас е нели што со тие информации ќе направиме, дали ќе ги применеме или не. Постои ли некое прашање кое што сакаше да те прашам, а не успеав? Помислам дека доволно покривме. Ако некој има потреба од помош околу веб и SEO, слободно може да закаже бесплатна консултација за да му помогнам да си расчисти некаков технички проблем ако има. Така да отворен сум за помош кон секој. Супер. И како може да те контактираат, Милан? Како може да ве контактираат? Може преку мојот имейл milan@smartclick.mk или на LinkedIn, мрежа која што најмногу ја користам. Океј, значи LinkedIn, тогаш може да поставиме за гледачите под ова видео вашата веб страна и контакти, па доколку има нели потреба да може да ве контактираат, секако. Супер, благодарам за денешната гостување, се надевам дека ти беше пријатно и се слушаме, се гледаме. Беше. Ти благодарам и тебе за поканата и за довербата што ми ја даде да ги споделам и моите искуства и погледи кон село. Благодарам за учеството